such also a book called 92, entirely evil things to do. She's cinder toast and rotted silk, corroded tin and curdled milk. Her lead-made beetles swarm around, made geese and cows turn upside down. Циркусот Европија е всушност еден циркус кој го имаме и во нашите животи и го имаме во светот глобал. Зошто го направивте тоа така? Пред се, циркусот Европија е еден вид компилација од театарска музика адаптирана за музичка сцена, значи театарска музика што сме работили изминативе години и еден хиперреалистички текст направен од еден мој пријател, Крум Велков, новинар. Сето склопено во една музичко-говорна целина која се обидува во еден вид на немоќ да и се насмее на реалноста во која што живееме. Ако не можеме да ја измениме, можеме да се смееме и да кажеме дека не ни се допаѓа сето тоа. Ако не друго, барем така велат дека слободата на говорот постои. Вечерва по трет пат ќе го презентираме тој циркус кој е составен од 7 луѓе на сцена и уште неколку околу сцена, визуелно и аудио остварување. Се надевам дека како и премиерните првите два пати, овој пат ќе успееме да ја допреме публиката на начин како што ние сакаме. А веруваш ли дека има тука и сега слобода на говор? Да, слободата на говорот постои и сигурен сум во тоа дека постои, со тоа што е обесмислена, бидејќи секој може да каже што сака и колку што сака без никаква одговорност и да не одговара за тоа. Што значи дека кога секојдневно се слушаат, се гледаат и се доживуваат на различни глупости, на обичниот човек му е тешко да ја разликува вистината. Најчесто тој и бега од вистината затоа што таа малку и боли. И од тие причини новиот начин на тоталитаризам и диктатура е обесмислување на слободата на говорот која што ние денес ќе живееме, не само овде, туку глобално из целиот свет. Сепак без дела слободата на говорот е за џабе на некаде. Да, без покритие, значи слобода на говор без покритие, секојдневно слушната повторена по илјадници пати е равно на тоталитаризам. Дали Цирко Европија е твое дело на слободата на говор да се претвори во дело? Не, тоа е повеќе еден крик. Една крик на болка дека тоа што мене и на другите го прават не ми се допаѓа. Тие причини, колку и да тоа изгледа безсмислено во однос на претходното што го кажав, сметам дека ништо друго не ми преостанува, осем никогаш и во ниеден момент, нити порано, нити во овој момент, нити во иднина, да се откажам од она што го мислам и од она во што верувам. Токму тоа.